Македонските граѓани треба да бидат загрижени дека власта може незаконски да ги снима и прислушува, алармираат експертите. Алармот кој го вклучи опозицијата, на чија адреса пристигнале конкретни информации од загрижени така наречени свиркачи, според поранешниот антикорупционер Војслав Зафировски е многу сериозен. Според него, повеќе од јасно е дека власта спротивно на уставот и законите снима и прислушува комуникации на граѓани. Тој е загрижен дека работите можат многу лесно да излезат од контрола. Повеќе од јасно е дека во Македонија, спротивно на уставот и на законите, власта ги следи комуникациите, така што обвинувањата на опозицијата дека власта неовластено ги следи електронските комуникации, особено на лица од опозицијата, новинарите од медиумите кои се критички настроени кон актуелната власт, но и на успешните предприемачи од реалниот сектор, сметам дека се точни и сосема издржани. Дополнително што создава немир според Зафировски се информациите за отсуство на контрола врз агенцијата ОТА, зашто како што вели и самиот министер за внатрешни кажал дека периодов бил таков. Дека работите се излезени од контрола, говори фактот дека до денес не е направена каква било контрола или надзор на ОТА или на агенциите и службите кои технички можат да ги следат електронските комуникации. И министерот Спасовски во една не така одамнешна изјава кажа дека во овој период многу во помал обем се врши следење на електронските комуникации од она што некогаш се случувало. Алармот дека граѓаните можат многу лесно да станат мета на снимање и прислушување го вклучи пратеникот Игор Јанушев. Тој откри загрижувачки информации и сподели податок дека опремата во ОТА била набавена без одобрение од МВР. Ако СОВА може да има пристап до целата содржина на твојот телефон што иде преку интернет, дека доколку малициозниот софтвер го инфицира твојот мобилен уред, било кој уред, на било кого, добро, има пристап до буквално се што ти имаш на тој телефон. Слики, конверзации, ноутс, све. Инаку оперативно-техничката агенција ОТА беше формирана како самостоен државен орган по скандалот со масовното прислушување, како и извештајот на експертската група на Европската комисија предводена од Прибе.